Здраво на сите и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Јас сум Мери. И поздравувам на ова место сите љубители на астрологијата, исто така и сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша преубава планета Земја. Добродојдовте и ајде да се дружиме заедно. Мојата денешна тема е Марс квадрат Сатурн. Што тоа све значи? Што можеме да очекуваме со оваа енергија? Што актуално се случува во нашиот универзум? Планетата Марс актуално го транзитира знакот Близнаци, а Сатурн знакот Риба. Сатурн е ретрограден на 17-тиот степен, а Марс на 18-тиот степен во знакот Близнаци. Меѓутоа Марс не е тука сам, него го прати и планетата Јупитер. Значи, кога овие две енергии се спојуваат, ние тоа го нарекуваме една конјункција. Ајде да видиме што е тоа толку битно што се случува актуално во нашиот универзум. Можам да кажам дека имаме една доста бунтовна енергија, една енергија која е доста неповолна, деструктивна. Да, морам така да кажам. Ајде да видиме како ќе можеме тоа на еден најдобар начин да го доживееме, како можеме оваа енергија на еден позитивен начин да ја манифестираме. Значи, секогаш кога една планета не се наоѓа во својот дом, што значи ни Марс, ни Јупитер, ни Сатурн не се наоѓаат во својот дом. Тоа значи, тие планети ќе не можат својата енергија на еден максимум таа енергија да ја манифестира. Значи, Марс е една машка енергија. Со Марс ни го покажува таа една машка бунтовна енергија, една борбена енергија. Ни го покажува начинот на кој начин ние идеме во акција. Ни го покажува нашето дејство, како ние делуваме, на кој начин ние идеме во акција. Значи, таа енергија на Марс. И секако он е владар на знакот Овен и првиот знак на знакот Скорпион. Сега кога се наоѓа Марс во знакот Близнаци, значи он не се наоѓа во својот дом, ни Јупитер не се наоѓа во својот дом. Како ќе може Марс тука својата енергија на најдобар начин да ја искористи? Марс иде во знакот Близнаци во акција преку својата комуникација, преку начинот на тоа како ние комуницираме, кој речник го бираме. Значи, можеме исто тоа да го користиме деструктивно и конструктивно. Марс во знакот Близнаци не може да даде голема одлука, затоа што тоа е знакот Близнаци. Близнаците и секогаш и како вагата, они се знакови кои што не може да дадат одлука за нешто. Не можат да се одлучат. Они секогаш размислуваат дали ова, дали она. Значи, не можат толку добро и толку на брз начин да дадат некогаш одлука. Значи, они се двоумат. Сега, како што реков, Марс, ако ја користи оваа енергија на деструктивен начин, може некогаш некого да вреѓа со своите зборови. Затоа се препорачува пред да одиш во акција, размисли за тоа. Ајде да погледнеме што другата страна Сатурн прави во знакот Риба. Сатурн е планета која што не ограничува. Сатурн сака да ни покаже каде треба да бидеш дисциплиниран, каде треба да бидеш одговорен за нешто. Значи, Сатурн те тера да бидеш одговорен за нешто, да бидеш дисциплиниран,
за нешто, на кое поле. И секако сите го одбегаваат Сатурн, затоа што Сатурн, тоа е стварно една енергија. Треба да знаеме, да умееме оваа енергија на Сатурн, да не ја погледнеме толку на еден деструктивен начин. Сатурн е секако најголемиот учител. Што значи тоа преку Сатурн? Ако идеме по неговиот пат, што се нарекува да бидеме дисциплинирани, ајде да речеме на кариерата. Значи, за да добиеш некој поголем статус на кариерата, па што е потребно тука? Секако работа. Без работа нема успех. Тоа е таа една поента што можеме да погледнеме за Сатурн. Значи, Сатурн не блокира некогаш. Зашто не блокира? Не блокира за да се освестиме, да бидеме одговорни на тоа што сакаме да го направиме. Без работа нема успех. Иако таа работа може секако некогаш да биде непријатна, да биде болна, полна со страх, да речеме. Дали јас тоа ќе го успеам, тоа што го сакам. Сега погледнеме тука, да видиме овие две планети. Значи, Марс, кој што сака да иде во акција, значи сакам нешто да успеам во својот живот. Јупитер го мотивира. Јупитер му дава надеж за нешто. Ајде сега тоа направи го, ајде сега тоа напиши го, ајде сега тоа кажи го, да речеме. Му дава, што се нарекува потенцијал, најголемиот потенцијал. Го поддржува Јупитер. Го зголемува неговата акција, мотивација за акција, да речеме. Сега, може да сте имали вие некој план кој што сакавте да го активирате во, да речеме, во вашата кариера. Меѓутоа Сатурн е тука и Сатурн може да го блокира тоа. Да рече, не, почекај малку. Значи, Сатурн ќе ви даде стоп, ќе ве блокира и не можете да идете во акција. Каде што е, например, нешто многу, многу битно. Значи, таа е таа енергија која што може да ви даде блокадаш. Како можеме сега ова на еден позитивен начин да го? Иако е секогаш тоа една квадратура, меѓутоа една квадратура ќе можеме на еден конструктивен начин да ја искористиме. А како? Секако ако успееме да бидеме одговорни, да бидеме дисциплинирани, фокусирани на она што сакаме да успееме, на она што како сакаме да делуваме, како сакам да идам во акција, што сакам да направам. Тоа е тоа Марс, ако го направи, да речеме, тоа би било еден тригон. Ајде да го направиме тоа да биде еден тригон. Сатурн, тригон, Марс. Значи, мојата акција, мојот начин на делување, ќе успеам во тоа и Сатурн ќе ме награди. Ако сум концентриран на тоа, ако сум фокусиран на тоа, и секогаш тогаш Сатурн ќе не награди. Значи, секогаш кога имаме една квадратура, можеме тоа да го, за да биде конструктивно, да го наречеме, да го тумачиме како еден тригон. Значи, тука е таа задача, која што се препорачува од универзумот, иако имаме доста неповолни аспекти, во овој случај, кој што сега некој од нив ќе ги спомнам, знаете дека оваа енергија е доста неповолна. Еве сега еден пример, што мене ми се случи, например, затоа што мојот Сатурн се наоѓа во знакот Близнаци. И пред 2 години, кога транзитираше Марс преку мојот Сатурн, еве да речеме, на истиот ден, ми се случи една голема сообраќајна несреќа. Значи, тие дали Марс прави една конјункција или квадратура, неповолни аспекти. Да, не можеме да речеме дека е супер, али како што реков, треба да бидеме секогаш концентрирани, фокусирани, дисциплинирани на нашата акција, на начинот на кој ние идеме во акција.
Значи концентрација, фокус. Може би на не тие денови пред и после да се чувствувате неконцентрирани, нефокусирани, да не знаете како што треба сега нешто да се направи, затоа што тоа е една квадратура. Тоа може да ни се случи. Ајде да го погледнеме сега и диспозиторот на Марс, а тоа е Меркур. Ете, Меркур се наоѓа сега на последните степени, он е ретрограден, како што реков, се наоѓа на последните степени во знакот Лав, што значи тоа исто тука сака да ни каже, прави една квадратура со Уранус, што значи сепак уште една неповолна ситуација. Значи, неговиот диспозитор е Меркур. Меркур сака да ти каже, размисли за тоа што како сакаш нешто да направиш, да успееш во, да речеме, во кариерата. Што е уште нешто потребно? Што нешто си го заборавил? Што треба уште нешто да се направи, за да можеш да успееш во нешто. Секогаш кога е Меркур ретрограден, не треба во нешто да брзам, затоа што Меркур прави една квадратура со Уранус. Значи, не е тука потребно сега нешто да идеме на брзи начин. Полека, Меркур квадрат Уранус, полека, може некој да добивате некои гениални идеи, еве се ова ќе ја направам, она ќе ја направам сега одма. Ете, имаме препрека. Значи, таа е една друга препрека. Што можеме да кажеме сега на крај, на кратко, битно за оваа квадратура? Да се биде во мир. Спокојни, мирни, да почекаме оваа квадратура да помине и тогаш ќе можеме да идеме во акција, значи да делуваме на еден конструктивен начин, секогаш со еден фокус, да бидеме дисциплинирани и да размислиме добро што треба уште нешто да направиме за да дојдеме до нашата цел. Ете, драги пријатели, тоа беше само на кратко за оваа квадратура која што е доста актуална во нашето универзум. Бидете во мир и во склад со планетите. Ако сте заинтересирани за една лична консултација, тука сум за вас. Слободно ќе можете да ме контактирате. Во овој случај ги поздравам сите и посакувам све најубаво. До скоро. Чао!